Смрди, смрдеше, ќе смрди. Не е сладко. Не е сладко. Не е сладко. Дефинитивно не е сладко. Еј, чекај. Ово е најнесладко што може. Нормал, подсети ме уште колку ќе го злоупотребуваш нашето гостопримство, а? Лениче завршува во 12 во градската сала. Јас секако ќе победам како и секогаш. Јас сум сепак најсладкото суштество на светот, а тоа ме подсети дека ако сакаш да изгледаш добро, мирисај добро. Не грижи се, Гарф. Откако ќе победам, ќе си одам. Некогаш. Нова вест. Во центарот на градот утрово е виден твор и шерифот го затвори целиот центар. Твор? Твор во овој град? Јак. Творовите се цицачи. Мразам творови. Сигурен сум дека ни тие тебе не те обожуваат, Нормал. Работата е што ако некој твор го расипе моето нежно крзно, нема да победам на надпреварот. Не можам да преживеам такво јавно понижување. Тогаш ќе мора да го напуштам градот. О, ми се допаѓа како звучи тоа. Творовите се мали, отприлика колку просечна домашна мачка. Сите имаат препознатлива бела лента на грбот. Големи колку мачка со бела лента на грбот. И сега последниот детаљ. Мирис. Имам среќа, денес го собираат ѓубрето, а тогаш се најполни и најсмрдливи кантите за ѓубре. Гледај колку убаво скокам, гледајте. Скапана риба, добро ми тргна. Волкани чорапи, одвратно. Ушпи од банана и јајца останати од претходната епизода. Гнасно. Смрдливо сирење од времето на италијанската ренесанса. Ова баш смрди. А сега, смрдам и јас. Гледајте како ќе се ослободам од здодевниот. Каква е таа ужасна миризба? Тоа сум јас. На снимка. Полека оди, тоа сум јас, Гарфилд. Мислам дека треба да одам и да ја измијам оваа боја. Гарфилд, оди! Нормал! Ручекот е готов! Твор! Те молам, не ми се доближувај. Ќе направам се што сакаш. Еве, земи го ова! Може би тушот може да почека. Да видиме што се друго можам да добијам со мојата одбивност. Обично бегам од нив кога ќе ги видам на улица. Но овој пат... Почнувам да уживам во смрдеата. Една калцоне за вас и ригатони доматен сос за вас. Вито! Нешто не е во ред со пицата, господјо. Смрди. Ако не е пицата, од каде доаѓа та ужасна миризба? Може би ставил сардини на пицата. А,
знам. И во ова гледате дека има нешто добро. Имаме вест дека творот шета низ цел град. Толку многу што сега има двајца творови. Двајца? Не можам да се замарам со нив. Мора да победам на надпреворот за најсладко милениче. Дојди со мене да ме гледаш, оди. Градоначалникот нареди да се мобилизира и полицијата. О Боже, мислам дека творот е во моја близина. Ова е супер. Одамна требаше да станам твор. Стои мирно, твору. Крени ги рацете и немој да се обидуваш се да засмрдиш. Се ова заради некој мал твор? Мислам, сериозно? Побрзо. Чекај, ти си вистински твор... Проверете на секаде. Наваму. Благодарам. Мислам, ти си вистински, а? Ти помогнав, бидејќи мислев дека ти си твор, ама сега гледам дека... Да, јас сум само мачка со лоша боја. А... Ти воопшто не мирисаш лошо. Заборави, на се што си слушнал за творовите. Ние сме всушност многу чисти и уредни. Сакаш да ја знаеш нашата тајна? Скап парфем? Да, Eau de Putois. Секој твор си носи по едно шишенце со себе. Знаеш, немаме како да се одбраниме од грабливците, па овој смрдлив парфем не штити од нив. Епе смрди. Сите се разбега. Сега можеш да си одиш. Ау, благодарам. Ме спаси. Не е никаков проблем. Прво, ми беше интересно да ги плашам луѓето, ама после некое време, нели е малку осамено да си твор, што велиш? А, ворете. Ние творовите сме и онака осаменици по природа. Иако, од секогаш сум сакал да направам една работа. Да победиш во надпревар за убавина? А, знам, веќе патетично, нели? Но, би било убаво да сум познат по нешто, а не по лошата миризба. Ќе ти предложам нешто. Помогни ми да исчистам оваа боја и можеби ќе успеам да ти ја исполнам желбата. А сега, луѓе, моментот што го чекавте. Ова се тројцата финалисти на надпреварот за најсладко милениче. Ајде продолжи. Дај ми го трофејот. Победникот ќе го прогласиме веднаш после рекламите. Не одете си. Имам време да се освежам. Еве каде го оставив. Па, време е за победа. Јаха! За кратко, ќе го отворам пликот и ќе ја прочитам одлуката на судиите. Кое од овие сладки животни е најсладко? Победникот мора да биде убав и допадлив и едноставно неодолив и сладок и да завршиме со ова, бидејќи ми треба прозореци, газ маска. А победникот е...
Да, не ти. Не, јас. Не. Повлечи го, тоа не. Јас не разбирам. Не можно овој ужасен смрдлив мирис да доаѓа од мене. Обезбедување, изфрлете ја смрдливата мачка. Не. Јас сум можам да победник. Јас дишам. секогаш победувам. Тоа е мое право. Погледнете ме. Нели гледате, јас сум најслаткото милениче на светот. Протестирам. Барам реванш на реваншот. Сигурен ли си за ова? Сигурно дека сум сигурен. Воред, им недостига надпреварувач, само излези, оди таму. Но луѓето секогаш бегаат од мене. Па овој пат нема, ајде, оди. Твор? Ај. Како веќе да не мириса доволно лошо овде? Овој не мириса лошо? Всушност мириса баш убаво. Па, бидејќи не останаат други надпреварувачи, мислам дека годинешниот победник на надпревар за најслатко милениче е